Денеска започна реконструкцијата на средните училишта во Скопје. Акцијата за обнова на училиштата стартуваше од гимназијата Кочо Рацин, од каде што скопскиот градоначалник Петре Шилегов најави дека во проектот за реконструкција спаѓаат и училиштата Димитар Влахов, Јосип Броз Тито, Урце Николов, Кочо Рацин, Никола Карев, Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Панче Арсовски, Сарај, каде што е планирано да биде променета фасадата со цел училиштата да станат енергетски ефикасни. Градот Скопје во текот на летниот распуст започнува со голема реконструкција на 11 средни училишта во нашиот град. Ние мислиме на загадувањето и во летниот период и перманентна и константна е нашата работа. Решаваме еколошки проблеми во текот на летото за да немаме многу проблеми во текот на зимата. Еден од овие проекти е и решавањето на енергетската ефикасност на објектите кои што се под надлежност на нашиот град, како што се средните училишта. Во останатите средни училишта во Скопје ќе биде извршена целосна реконструкција на внатрешноста и замена на столаријата, онаму каде што е потребно, а исто така при крај е постапката за целосна реконструкција на средните училишта Марија Кири Склодовска и Цветан Димов. Целокупната вредност на овој зафат кој што го води градот изнесува над 60 милиони денари. Во овој момент на крај е постапката за целосна реконструкција на средните училишта Цветан Димов и Марија Кири Склодовска, каде што ќе извршиме целосна реконструкција и именување на ликот на тие средни училишта. Овие градежни зафати кои што ги вршиме во исто време во сите средни училишта ги прави достапни за децата со посебни потреби. Внатре во тоалетните чворови изработуваме посебни тоалети за овие деца. Покрај реконструкцијата, Шилегов најави и комплетно нова училишна зграда за гимназијата Кочо Рацин, но откако ќе се стабилизира финансиската состојба во градот. Конечно, вниманието е свртено. Кон нас, значи, до сега некако бивме помалку занемарени. Да, имаме доставено проект, меѓутоа, пак ќе кажам, со оглед на подобрување прво на условите, а потоа здравје Боже понатаму и доколку со финансиите се овозможи ново училиште, бидејќи сепак е ова едно училиште, средно училиште во оваа општина.